На предниот сегмент, пак ќе се навратам на факохирургијата, вградуваме леки со многу висок диоптер, посебно кај миопија алта, кај оние млади пациенти кои што имаат висока миопија, кои што имаат проблем од своето детство, каде што миопијата алта представува миопија од минус 11 до минус 18, значи резултативе се фантастични. Интраокуларна леќа со соодветен диоптер е благодет и верувајте ми, децата се препородуваат после овој вид на интервенции. Меѓу другите почести интервенции, трабекулектомија, тоа е класична метода со чија што помош се намалува очниот притисок, се прави канал со чија што помош се прави дренажа на очната содржина. Од кога ќе го пуштиш каналчето, тогаш притисокот во окото се намалува, а фактички овозможуваме подобра циркулација на капиларите околу самиот нерв кој што страда од зголемениот очен притисок и може да настане негова атрофија. Глаукомот представува хронично и сериозно и подмолно заболување, затоа што пациентиве го осеќаат текот кога ќе настанат компликации. Од кога ќе настанат компликации, и затоа редовните контроли се многу битни. И најнова метода која што работиме, ласерски, исто резот е 2 мм, се ласерира под шареницата под ирисот, корпус цилиари кој што е одговорен за продукција на очната водичка, ласерираме 1/4 од незе и фактички потребата од медикаментозна терапија е многу намалена и овозможуваме подобар вид. Минимална траума на окото, што е многу битно, пациентите веќе можеме да ги пуштиме дома и одма после самата интервенција. Тоа сакам да ве прашам, докторе, колку траат овие оперативни зафати, односно пациентот, еве, например, кога се одлучува за еден оперативен зафат, независно за каква операција, по колку време престојува во Европската очна болница или пак... Времето на поминување во Европската очна болница е минимално. Значи, кај оние пациенти кои што се работи посериозна операција, кај што се работи витректомија, интервенција внатре во окото, при аблација, при хемофталмус, при страни тела, времето на лежење во нашата болница е скоро една вечер. Само еден ден. Затоа што брзината на интервенциите е многу скратена. 5 до 7 минути интервенција на перде, 30 минути до 40 минути витректомија. Траумата и вештината на моите доктори е многу битна за добриот исход. Може да замислите вие ако во окото 1 саат ѓурите во него и го малтретирате и ако работите. И дегенеративните промени и времето кое што се работи е многу битно. Значи, а меѓу најбитните фактори е секоја промена која што ќе осетат пациентите да се јават кај своите матични доктори. Времето изгубено толкајки дали ми е ова, дали ми е тоа, значи е многу драгоцено. Почитувани гледачи, доколку имате потреба од било каков контрола на вашиот очен вид, односно на вашите очи, слободно обратете се во Европска очна болница, а кој што ја имаат една од најсовремената апаратура, барем во офталмологијата во нашава земја и пошироко, а се разбира тука се и оние врвни стручњаци, професори, доктори од Турција, кои што едноставно веќе се докажа и на македонска почва, иако за нив, нели, одамна се знае. Она што би сакал да те прашам, докторе, каква е постапката, односно, кои се услуги ги нудите преку Фондот за здравство? Имате ли соработка со Фондот за здравство, бидејќи добар дел од, нели, пациентите и нашите гледачи се интересира дали има можности преку Фондот за здравство? Нормално, почнувајќи од најтешките операции, РОП, ретинопатија прематурна, предвремено родени бебиња. Многу е битно операцијата да се направи уште на самиот почеток, додека степенот на оштетување на окото е помал, уште од самото раѓање да се направи самата интервенција за да детето во иднина добие подобар вид.
Ако се направи интервенцијата во подоцнешниот стадиум, тогаш резултатите се помали. Потоа имаме склучено договор за операции на перде, катаракта сенилис, конгенитална катаракта, конгенитален глауком, потешките операции за кои што пациенти во минатото морале да патуваат надвор од нашата држава, витректомија, парсплана витректомија, операција на тревокото, исто имаме одредена квота од нашето министерство. Така. Добро, колкаво е семејството на задоволни пациенти од Европската очна болница? Јас сум веќе после трета година успешна работа на Европската очна болница, презадоволен и пресреќен за тоа што бројот на пациенти кои што поминува низ Европската очна болница секојдневно расте. Не само од Македонија, него бројката се повеќе и повеќе расте надвор од нашата држава. Нашата замисла да направиме болнички туризам веќе успешно се реализира. Но битно е информацијата да ја знаат нашите граѓани дека решение за било кој проблем во однос на видот можат слободно да го најдат во Европската очна болница. Така, тоа зборувате големиот број на хируршки зафати, успешни хируршки зафати. Пред малку спомнавме дека имате новитети во делот на анестезијата, каде што освен да има зајат, има и освежување, би рекол. Стручниот тим одлучи, односно донесовме уште еден виден анестезиолог, директор, бивши директор на Карил, професор доктор Зорка Тодорова Николова. Чест и задоволство ми е да работам не само со турски стручњаци, него и во областа на анестезиологијата заедно со неизе и најтешките пациенти веќе успешно ги решаваме. Воведовме нови методи и во самата општа генерална ендотрахеална анестезија, каде што воведовме ТИВА, тотална интравенозна анестезија. Ја дозираме анестезијата колку што трае самата интервенција. Исклучивме инхалаторна анестезија, која што знае да направи после самото будење до било дробни проблеми, до тежното дишење, до цијанози и така натака. Веќе и таа проблематика успешно ја надминавме со новата метода, каде што пациентот во комплетна тотална интравенозна анестезија, будењето е одма од кога интервенцијата ќе заврши. Значи, кога операторот ќе си ја заврши успешно својата интервенција, задоволството е уште поголемо. После 5 минути едноставно пациентот го враќаш и го будиш. Посебно за општа ендотрахеална генерална анестезија, посебно дечињата кои што ги работиме, и желбата, ја почитуваме желбата на пациентот. За секој пациент пред да влезе во операциона сала имаме одлична анестезиолошка анамнеза, имаме наша лабораторија, сите податоци од самиот пациент, со сите наши совети пред да влезе во операциона сала во однос на премедикација, и што е најубаво веќе, освен јас, тука и професорката која што ни дава безрезервна поддршка со незиното огромно искуство кое што го има позади себе, пациентите стануваат се посрекни, затоа што нема човек кој што не се плаши од самата интервенција. Интраоперативниот мониторинг кој што го спроведуваме, даваме одлична аналгоседација во текот на самата интервенција, пласираме суптено нов блок каде што целото око е комплетно анестезирано и обезболено. Постоперативниот третман имаме дежурна служба каде што се грижиме за одлична аналгезија, и што е најново воведуваме стандардизација на сите процедури. Не само на хируршките процедури, него и на процедурите на диагностика, на хируршките процедури и на анестезиолошките процедури. Со помош на тој ISO стандард, веќе болницата храбро чекори
понатак. Така е. Значи, буквално пациентите се во сигурни раце, независно тоа дали ќе биде во поликлиничкиот дел или пак кога има потреба од оперативни офталмолошки зафати. Господине Заев, јас ти благодарам што беше дел од програмата на ТВ каналот. Вис мислам дека успеавме на гледачите да им доловиме за и околу новитетите и услугите кои што ги нуди Европската очна болница, за бидејќи рековте добро, битно е за дека навремено да се информираат, бидејќи за се има решение. Така. Токму така, и благодарам на поканата и ќе продолжиме со нашиот континуитет и ќе бидете благовремено информирани кога ќе биде направена првата кератопластика во нашата држава. Така. Благодарам што бевте дел од програмата на ТВ каналот ВИС. Почитувани гледачи, тоа беше Диме Заев, медицинскиот директор на Европската очна болница и специјалист анестезиолог при истата болница, инаку по потекло Струмиченец, така што сите оние потреби кои што ги имате во делот на офталмологијата можете слободно да се обратите и лично нему, но и до Европската очна болница. Ви благодариме за вниманието. Благодариме.